Секој вторник во 9 и 10 часот во нашето студио е нашиот Христијан Тасевски, нашиот коментатор за се она што доаѓа од она што го нарекуваме Силиконска долина. Така што и денеска, Христијан, имаме 10 минути да поразговараме за некои најнови трендови што се случуваат во виртуелната реалност. Сакам да те замолам прво, гледам дека ова јутјубирање, што би се рекло, значи се повеќе јутјубери, се повеќе луѓе кои што создаваат своји некакви содржини и кои што ги пласираат на социјалните мрежи, дали тоа им се исплати? Мислам, има во тоа и еден, не е само потрага по слава, туку е и потрага по пари. Како се одвива таа финансиска, да кажем, противуслуга од страна на социјалните мрежи за овој вид на содржини? Да, така е. Или така познати сега влогери, како влогери. Влогери, инфлуенсери, што така, се не се да. Апсолутно има заработка, меѓутоа за да видиме како, за да го доеме до бизнис моделот, како се заработува, убаво било можеби основата да ја видиме на YouTube. YouTube како платформа е ништо повеќе од сервис за споделување на видеа. Што значи, доколку немаме видео од корисниците кои што нели ги поставуваат на YouTube, едноставно би немало YouTube содржина. Ова го на некој наједноставно ниво кажано. Понатаму, бизнес моделот се базира на тоа да корисниците кога прикачуваат некои видеа, без разлика дали се тоа некои медиумски куќи кои што објавуваат различни интервјуа или што и да е, дали се продуцентски куќи, видеоспотови, филмови, или па да доеме до нели поединци кои што се така наречени видеологови, па влогери, така се викаат, кои што објавуваат видеа за, не знам, за некои специфични теми, технологија, наука, не знам, убавина, здравје и така натаму. И тука доаѓа бизнес моделот за да и корисниците кои ги поставуваат тие видеа да добиваат одреден дел од заработката, затоа што тие се таа движечка сила која што го полни YouTube со видео содржини, за да може па од друга страна корисниците да доаѓаат и да ги гледаат видеата. И сега кога сме кај заработките, има многу различни работи имаат влијание на тоа колку може да заработи еден поединец или нека не мора да е поединец, некоја медиумска куќа или слично. Односно, најпрво во јавноста општо е познато што е доста погрешно дека колку повеќе имате гледаност, толку повеќе имате заработка. Тоа е апсолутно неточно во приказната со YouTube. Таму влијание имаат многу други работи. Односно, прво, најважно е од која географска локација ви доаѓаат гледачите, односно тие што ги гледаат видеата. Потоа имате особено влијание колку долги се видеата кои што ги поставувате на платформата. Потоа имате влијание и во кој период ги поставувате тие видеа. Досега е докажано, на пример, ако направиме паралел декември со јануари, дека во декември заработките се многу поголеми, затоа што компаниите издвојуваат многу поголеми средства од буџетите за маркетинг, па на тој начин Што е логиката за сето тоа? Повторно ли е маркетингот, повторно е рекламирањето, оти како може повеќе кликови да не носат повеќе пари? Па видете, на пример, маркетингот е секако, да, тоа е уствари главно нешто што го спонзорира овој бизнис модел. На пример, ако имате подолго видео, тоа значи дека со вашето видео вие гледачот ќе го задржите подолго време на платформата. Тоа значи дека ќе се појават повеќе реклами во тој период и вие ќе заработите соодветно повеќе. Мислам, заработката се дели на некој начин, YouTube ви дава процент на вас со тоа што сте го поставиле видеото. Потоа, географската локација не е исти пари за реклами плаќаат компаниите во Македонија и компаниите во Америка. Затоа има многу... Тоа се практично истите правила кои што важат и во традиционалните медиуми. Да. Се разбира дека пазарите се различни, парите што стојат за тие пазари се различни. Со тоа што е многу интересно, кај традиционалните медиуми е многу потешко вие да креирате содржина и да ја пласирате на амерички пазар. Тука е многу полесно затоа што влогерите, нели така што ги така наречените, можат да креираат видео содржина на англиски јазик или нешто што би било интересно за амерички пазар и после тоа го споделуваат на тој пазар. И така тие привлекуваат гледачи од тој пазар. Секогаш е големината на пазарот решавач колку пари се вртат и се заработуваат. Само да кажеме дека постојат и пазари кои нам не ни се познати, се огромни, како на пример кинескиот пазар, кој што нема Facebook,
Мислам дека нема ни YouTube, не знам дали YouTube се испорачува. Не сум сигурен, но таму имаат немаме своји, сосема, да. имаат сопствени мрежи социјални на кои што има стотици милиони и секако над милијарда претпоставувам корисници. Па сепак ме интересира, овој продор се направи, Христијан, во последната недела, последните 10 дена околу Австралија и Facebook и социјалните мрежи. Се направи еден релативен преседан што можеби ќе означи некои подолгорочни трендови во таа индустрија. Зашто станува збор? Австралија не е прва држава, тоа може да го спомнеме дека претходно имало и други. Меѓутоа, Австралија побара од платформите како што се Facebook и Google за на сличен начин, не на ист начин, на сличен начин, затоа што основата е различна на Facebook и на Google, да плаќаат за содржините кои што ги користат од корисниците. Се, ако ја видиме основата, затоа реков, основата е различна. Например, Facebook иницијално е социјална мрежа, која што би требало не да имаме некои пријатели во рамки на мрежата, месенџер и основата, тоа викам основата. Меѓутоа, со тек на време, до толку еволуирал, што сега имаме многу други функционалности. Една од работите кои што луѓето најчесто ја прават се вклучуваат на Facebook со цел да видат што има новости, вести, не знам, огласи, буквално може да најдете се што ќе посакате. Исто така и Google на почеток беше како сервис за пребарување, додека сега доколку отворите вие исто може да си читате новости. Таму има веќе милион сервиси имаат Google. Со други зборови, се работи за стариот спор. А тој спор доаѓа баш од претходната генерација на технологии. Тоа е овој спор што и во Македонија го водат, да речеме, националните телевизии со Max TV и со A1 од платформите така натаму. Кој го плаќа контентот? Бидејќи платформите велат, ние имаме платформа, без нас вие не можете да ги емитувате. А од друга страна, ако нема контент, нема ни платформите што да прават. Да. Со други зборови, тоа е таа прастара борба во која што платформите се наметнуваат, бидејќи можат и да уценуваат подобро, бидејќи се разбира имаат поширок избор на контенти. Но има контенти без кои што платформите не можат да постојат. Така е, во случајот ние немаме платформи, ние имаме цели корпорации и доколку не застане, зборувам корпорации како Google например, и доколку не застане државата наспроти нив, сите други се, ајде да кажам, немокни. Со случајот со Австралија, тоа сакам да кажам, се чини дека почнуваат да стануваат свесни овие платформи, дека бидејќи се во прашање авторски права, а авторските права се светиња во западниот свет и од тоа нема бегање. Стануваат свесни дека на крајот ќе мора да попуштат. Како што веќе во Австралија, во случајот Австралија се случи. Да, меѓутоа иницијално кога првпат Австралија побара да се плаќаат авторските права, односно вестите или што и да е друго, било која дигитална содржина која што се емитува, иницијално Facebook кажа, па доколку сакате ние може да се повлечиме од вашиот пазар, да ги избришиме сите кориснички акаунти што ги имате и тоа е тоа. Меѓутоа тоа беше само првата, ајде така да кажам, реакција. И најверојатно тоа доаѓа затоа што Австралија е релативно мал пазар за Facebook конкретно. Австралија има вкупно, ако не се лажам, некои 25 милиони жители, зборам вкупно, од кои сега Facebook користат 9 активно, 13 имаат вкупно регистрирани акаунти, што е многу мал процент, за разлика Facebook има 1.7 милиарди корисници. Меѓутоа, претходно имаше иста ваква ситуација, која што тоа беше, ајде да кажеме, може почетокот за некои вакви придвижувања, што јас верувам дека кога почнало нешто вакво, веќе ќе продолжи да се развива во другите држави, ќе стане на некој начин секојдневие со тек на време. Франција, кога првпат побара, Франција имаше многу најден на повеќе разбирање, затоа што таа го подигна овој спор на ниво на Европска Унија. И веќе Европската Унија располага со голем број на корисници и не може туку така да се откажат и да кажат па ако не сакате, ние ќе се повлечиме. Не, јасно е дека е таа стратегија ризична на Facebook и дека заради тоа и направија извесен рикверц на таа стратегија. Без разлика какав е пазарот во Австралија, тој е сепак англосаксонски пазар, тој е сепак развиен модел капиталистички, каде што има правна држава и јасно има и на Facebook дека може да исклучат Австралија, ама не може да си дозволат да се играат потоа со други големи пазари, каде што ќе кажеме рекламерите се тие кои што ги одредуваат правилата. Добро, тоа ми се јасно. На крајот на краиштата, освен што
платформите можат да кажат добра, ако не сакате, ние ќе се исклучиме. Може да кажат и државите добра, ако не сакате, ние ќе ве блокираме. Докаде е таа игра да не? Тука е интересно да можете нели од двете страни. Меѓутоа, кога една корпорација или една апликација доколку реши да блокира одредена држава, е многу полесно. Затоа што преку IP адресите може точно да утврдиме еден корисник од која држава им доаѓа и тие се без малку фиксни за континент или држава. Додека од другата страна, доколку една држава реши да блокира одредена апликација, апликацијата може да биде поставувана на различни локации, на различни сервери. Со тоа да има различни IP адреси и ќе треба постојано некој да внимава во овој момент каде е активна таа апликација, на која локација, па постојано да се блокира таа адреса, што доаѓа до со тек на време дури можеби неодржливо. Имавме еден таков случај, нели имавме пред скоро афера со Телеграм, со јавна соба што беше. Затоа важи дека Телеграм е руска апликација, што малку се измешани тезите во јавност, убаво би било да кажам. Оние што се основачите на Телеграм се по потекло од Русија, меѓутоа тие живеат и работат во Обединетите арапски емирати. Една од првите држави која што влезе во војна со Телеграм, затоа што Телеграм гарантира приватност и вика корисниците може да прават што сакаат, било какви информации да разменуваат, ние немаме информација што се случува внатре. Гарантираат приватност дури прекумерна со тоа што излегува од контрола, дури се злоупотребува апликацијата. Русија првично се обиде да ја блокира апликацијата постојано менувајќи различни адреси, дојде момент, овие првите адреси што ги имаше апликацијата, веќе да ги користат некои други апликации. Па настана тука пореметување, други апликации што не би требало да бидат блокирани, станаа блокирани и така се направи. Со други зборови, на крајот, веројатно, само она што функционира е комплетно исклучување на интернет. Секирата на кабелот танк, нема интернет за никого, па и тогаш се прават овие вештачки, да кажем, клаудови од телефон на телефон, каде што се мрежат. Значи тоа е многу тешко. Јас понекогаш ги прашувам студентите, може ли некогаш интернет да се исклучи? Сите тие викаат не, иако интернет се напојува на струја, така што се што е на струја технички може да се исклучи, бидејќи ако нема доволна струја, нема интернет, но се разбира дека е тоа невозможно во ова време на живење какве што сите зависиме од овие технологии. Јас, Христијан, да ти се заблагодарам за ова денешно гостување и сепак да им препорачаме на нашите гледачи и слушатели помалку седење на виртуелни мрежи, повеќе сега до душа со овие карантински услови и тоа е отежнато, но штом се разубави времето, природа, воздух, минимално Фейсбуци, Јутјуби и така натаму, иако и без тоа веќе не може да се живее. Христијан Тасевски, благодарам за ова утринско силиконско долинско разјаснување на некои од аспектите на високите технологии.